Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите солена торта со спанаќ. Претходно исчистениот и измиен спанаќ ситно го сечкаме. Исечканиот спанаќ го собираме во длабок сат. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги матиме со миксер. Потоа со миксер ги матиме и жолчките. Спанаќот го посолуваме. Оставаме спанаќот да отстои 30 на минути. Во меѓувреме во тенџере на оган го ставаме маргаринот да се растопи. По 30 на минути во сатот со спанаќот ги додаваме изматените жолчки, брашното, и млекото. Мешаме со лажица. Тенџерето со растопениот маргарин го тргаме од оган. И маргаринот го додаваме во садот со спанаќ. Во садот ги додаваме изматените белки. Мешаме со лажица додека добиеме хомогена смеса. Тавата за печење ја попрскуваме со масло. Со готварска четка ја намрсуваме целата внатрешност на тавата. Ја обложуваме со хартија. И хартијата ја попрскуваме со масло. Потоа со четка ја намрсуваме и целата хартија. Во тавата ја истураме претходно подготвената смеса. Ја рамниме површината. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме ситно го сечкаме макдоносот. Во 2 подлабоки сада ставаме од крем сирењето. Во едниот сад го додаваме сечканиот макдонос. Во вториот сад го додаваме кетчупот. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. И крем сирењето со макдонос го мешаме со лажица. Тавата ја вадиме од рерна. Испечената кора заедно со хартијата ја вадиме од тавата. Ја отстрануваме хартијата. Кората ја сечеме на 3 еднакви дела. На долниот дел од правоаголна кутија за торта ја ставаме првата лента. Ја филуваме со филот од крем сирење со макдонос. Врз филот нанесуваме кругови шунка. Врз шунката ја ставаме втората лента. Ја филуваме со филот од крем сирење со кетчуп. Врз филот ја ставаме третата лента. Целата торта ја филуваме со крем сирење. Потоа на ситната страна од рендето го рендаме кашкавалот. Изренданиот кашкавал го нанесуваме врз филуваната торта. Тортата ја украсуваме со 2 листа ендивија. Шери доматите ги сечкаме на четвртинки. Парчињата домат ги нанесуваме на средината на тортата. По 1/4 шери домат нанесуваме на 4 краја на тортата. Со една црна маслинка на средината на тортата ја завршуваме декорацијата на солената торта со спанаќ. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!